Почитувани прилепчани, Прилеп е бастион на македонштината. Тоа сме го докажале многу пати досега. Историјата го запишала Прилеп како град херој, град на непокорот. Колку и да сака сегашната влада на СДС, тоа да го измени со подпишување на капитулантски договори, нема да ја успее. Токму поради цврстината на љубовта на прилепчани кон сопствената земја, Заев своите предавства ги најави токму од Прилеп. Во Прилеп Зоран Заев најави дека ќе ги направи Прилеп и Република Македонија двојазични. Тоа и го стори. Во Прилеп на митингот за локалните избори, Заев се колнеше дека нема да го промени името на државата, меѓутоа и тоа го направи. Свесно ги лажеше своите поддржувачи дека тој нема да дозволи промена на уставното име на Република Македонија, а токму тоа го договори. А прилепските пратеници на СДС, Хари Локвенец и Кети Смилеска, гласаа токму за промена на името на државата и тоа за севкупна употреба. Зоран Заев и СДС се свесни дека ваквата измама скапо ќе ја платат во Прилеп, па затоа деновиве сме светоци како Горан Сугарески, министер во владата на Заев и пратеникот Хари Локвенец, од петни жили се обидуваат да ги убедат прилепчани, па и сите граѓани на Република Македонија, дека со промена на името Македонија добива, а не губи. Сведоци сме дека Заев не смее да го употреби името Македонија во телевизиско интервју, а Локвенец и Сугарески се убедуваат да ги убедат прилепчани дека ќе останат македонци, иако изгласаа и договорија да ни ја сменат националноста во Северно Македонци. Тоа го гледа, тоа го чита секој човек од капитулантскиот договор кој го подпишаа. Господа од СДС, ви порачуваме. Прилеп и прилепчани стојат цврсто во одбрана на уставното име на Република Македонија, а ВМРО ДПМН е столбот на непокорот. Нема да дозволиме со вакви манипулантски обиди преку учество во дебатни емисии и преку социјалните мрежи да ги понижувате прилепчани и нашата историја. Бараме Хари Локвенец и Горан Сугарески јавно да им се извинат на своите сограѓани што се обидуваат да ги покријат лагите на Зоран Заев. Тие се негови соучесници во обидот за предавство на државата и најмалку што можат да направат е да се извинат на сите за штетата што ја прават. Лагите и манипулациите веќе се минато. Денес е ново време, денес се работи за опстанокот на Република Македонија и Македонија ќе победи. Ви благодарам.